Започна со работа Центарот за образование на деца од предучилишна возраст РЕА. Собственичката Ќанија Синани вели дека овде ги има сите услови за учење и игра што им се потребни на децата. Благодарам многу, наистина ме огромна чест што денеска може да го прославиме заедно. Честува и родителите, имавме заеднички настав, но исто така имаме една хуманитарна акција која што се под насловот Децата за децата, каде што донацијата од сето она што е создадено од децата денеска им се продава на родителите, а потоа собраните средства се дават како донација во Центарот за деца со специјални, со посебни потреби. Ова е прв центар во Тетово. Пред една година ние започнавме во една многу мала куќа и денеска, значи со благодарение на грантот на USAID за предприемачките сме овде. Навистина ми е многу драго што денеска сме 10 пати поголеми и се надеваме дека ќе продолжиме така со цел да ги услужиме потребите кои што ги има во Тетово. На отворањето присуствуваше американскиот амбасадор Пол Волерс со сопругата Мери Џо. Таа изрази задоволство што вака го прославува Денот на децата и успехот на овој центар за кој вели дека е убаво и сигурно место за престој. Госпојата Селими го има основен едукативниот центар РЕА во времето кога си барала грижа за незините деца и тогаш воочила колку малку опции постојат овде. Благодарение на еден грант на USAID кој што бил даден преку иницијативата за предприемачки, она било можност да го основа својот бизнис, да го прошири истиот и истовремено да ги исполни барањата кои што се во постојан пораст. Да бидете добра предприемачка не е доволно да бидете само добра бизнисменка, односно добра жена. За ова е потребно да имате способност да идентификувате потребите, но истовремено и да знаете како да ги исполните поправачката која што постои. Преку центарот РЕА госпоја Селими одговара, односно исполнува потребата на многу семејства во Тетово. Успехот на едукативниот центар РЕА оди многу подалеку од ѕидовите на овој нов објект. Иако фокусот на услугите, односно на грижата која што се дава овде за децата е првенствено во грижата, но исто така се дава уште една друга многу важна услуга. Сега мајките на 50 деца кои што се теконо регистрирани во РЕА се слободни, но исто така имаат можност да се придружат на работа, да се придружат во пазарот на работа на тој начин што ќе придонесат во домашниот буџет. Истовремено се сигурни дека нивните деца се во добро место, односно во една средина која што е динамична и каде што има грижа за нивните деца. Центарот е отворен со поддршка на USAID во рамки на проектот, чија цел е поттикнување на претприемништвото кај жените.